Бугарите молат во Брисел се јавувале да се одложи гласањето за македонскиот јазик и идентитет. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека власта во Софија се обидува на сметка на Македонија да го смени левот со еврото. Се јавувале да молат да не се расправа и гласа за извештајот со кој во Европскиот парламент треба да се цементира македонскиот јазик и идентитет. На бугарските власти им е страв дека протестите против воведување на еврото ќе се прошират и ескалираат ако помине извештајот за македонскиот јазик и идентитет. И тогаш високи политичари од страна на нашиот источен сосед вртеа на високи политичари во Брисел, аман те заман, не го ставајте сега извештајот, не ни правете проблем, бидејќи треба да помине еврото, нели, во парламентот, за да не ни се соберат повеќе луѓе на улица. Да ни протестираат, знаете, сега имаме еден голем проблем, и во ред, најголемиот дел од европратениците, оние кои што вистински ги застапуваат европските вредности, одлучија да му дадат шанса на процесот. Расправата за извештајот за напредокот на Македонија требаше да биде на 4 јуни, но известувачот Вајц Побара се одложи за 20 дена за Бугарија да има шанса да ги каже своите аргументи. Според Мицкоски, ако не се изгласа овој документ, само ќе се докаже дека на официјална Софија уставните измени не и се единствена цел. Ако не помине, ако повторно се одложи, тогаш треба македонските граѓани да се свесни дека не неколку стотини македонски граѓани кои што се дел од бугарската земјица кај нас да бидат дел од нашата преамбула, туку македонскиот посебен вековен идентитет и македонскиот јазик. Тоа е суштината, тоа е проблемот. Се останато нема никаква врска со реалноста и нема никаква врска со она кое што ни окажува политичарите во минатото. Или се политички аналфабети и ништо не разбираат, или брутално и грубо ги лажат граѓаните. Расправата по извештајот каде за прв пат се користат термините македонски јазик и идентитет е закажана за 24 јуни во Европскиот парламент. Овој извештај се смета за победа на Македонија која започна дипломатска офанзива за да ја увери Европа дека бугарските барања немаат никаква врска со европските принципи, туку со негирање на македонскиот јазик и идентитет.